Тој е од оние ликови кои што вртат погледи и будат љубопитност. Мајката природа ќе го дарува со стас, глас и харизма. Но ако тука и придодадеме карактеристики како што се исполнителност, работливост, скромност, како и смислата за хумор и морал, тогаш многу станува јасно дека младиот баритон Дарко Тодоровски всушност многу реално и многу рано всушност во својата кариера ќе добива покани за интернационалните модни сцени. Ама попатно и ќе бележи успешен статус на мода. Дарко, добре дојде. Сани, добро ве најдов. Ти благодарам за овие убави зборови од срце. Обидување после некаде околу 5 години. Времето на короната беше последното интервју, нели? Да. И сега ние така ги мериме време во пред и после короната фактички. Така да во меѓувреме тоа време додека го правевме тоа интервју беше една пауза од една твоја успешна траекторија професионална, каде што мораше да направиш пауза, нели, заради објективните околности. Сега, овој период од неколку години наназад се случуваат и нели, си продолжува кариерата и се случуваат многу интересни работи. Па, она што последното нели, го видов, таа една прекрасна, една од ретките добри реклами, каде што се изненадив, нели, и беше во улога, ама овој пат не на модел, на она што исто тоа некаква пропратна кариера, туку истапи како личност, нели. Ги те препознавме и сега веќе те препознаваат како личност и рекламата беше прилагодена на она што си ти професионално. Рекламата кој да беше правена за мене, јас толку се пронајдов во таа реклама. И другите те пронајдоа фактички. Тогаш значи дека апсолутно била успешна. Но многу сум среќен за таа реклама до ден денес кога ќе ја видам, се радувам нека се случи. Апсолутно. Како се случи, затоа што ти нели во меѓувреме не беше тука, луѓето не знаеа, нели, не беше актуелен медиумски. Да. И одеднаш се случува една реклама фантастична. Фантастична реклама, да. Како дојдоа луѓето, како те пронајдоа, Како и се останато во мојот живот, се дојде до мене. Јас бев во Македонија тогаш, но како многу често, како и многу други пати кога доаѓам во Македонија, стекнав навика да не најавувам дека сум тука, затоа што доаѓањето ми е дома ми е доаѓање за одмор, време за одмор. Ама бев толку радосен што бев во Охрид, имав толку голема желба да си го видам Охрид, инаку сите кои ме знаат дека душа давам за тој наш убав Охрид. И бев на викенд таму. И Козабелја ставив слика дека сум во Охрид. И да, ме вика. И сам Козабелја кој што после натаму излезе многу позитивно, многу убав исход, така што сум многу среќен. Ама не било Забелја, не било ниту случајно. И како што велат на случајностите не се случуваат случајно. Не се случуваат случајно, да. И таа една слика на Инстаграм која постирав дека сум во Охрид, дека уживам, одмарам со пријатели, со семејство. И тука ме најдоа. Ти си во Македонија? Реков да. Доаѓа веднаш да те видат режисерите. Немаше ниту некој особен кастинг. Мислам дека скоро беше решено, чека да ме уловат во Македонија. И заминав. После 2 дена веќе имав лет назад за Атина. За 2 дена после летот пак се вратив назад за рекламата. Така се случи се во една недела. Добро, интересно е затоа што те препознале, нели, од ти предходно го имаш тој медиумски молк фактички домашен. Да, јас жал многу одбивав и тоа ми беше многу жал. Со толку тешко срце одбивав настани, реклами, покани и за настап како модел, нели еднаш договаравме да настапам и како модел, не можам да се вратам. И дури одбивав и концерти, можности за настапи, затоа што не можев да си дозволам физички да сум на 2 места. И се во функција на таа успешна интернационална кариера, која што фактички почнаш да градиш многу брзо,
или уште во најраната таа професионална активност. Па во Фактички. студентските денови, јас кога заминав за Москва во 2015 година, паралелно со студиите, јас веќе интензивно почнав да настапувам. Можеби не бев дел од некој театар на почетокот првите 2 години, но јас настапував толку интензивно да секоја недела имавме концерт, имавме некоја случка каде што мораше да се отпее, да се настапи. Да, и се случува Москва, Русија. Москва се случи, Москва цели 5 години, кој што сега вака ќе се вратам со толку ладна земја, а мене срцето ми е толку топло и полно кога се присеќавам на Москва. И за голема среќа, изминативе 5 години јас одев 2 пати годишно во Москва. Си ги гледав професорите, пријателите, колегите, дури последниот пат се посреќи и се погоди и да можам и да настапам. Бев кратко на 4 дена, без проба. Тоа беше една голема авантура на која што ја прифатив. Конкретно, многу сакам да го раскажам тој момент. Ние патувавме Атина, јас живеам во Атина. Од Атина до Москва цела ноќ, утрото се летавме, одспав 2 до 3 сати, во 12 веќе тргнав на проба. Немавме пробано со пианист, со колегите, така без ниту една проба. Концертот беше супер успешен, како и секогаш. Јас во улога на амбасадор на македонска музика, пеев македонска музика, изворна, раскажував за тоа како песните се пишувани, како се пренесувани, за одликите на нашата традиционална музика. Во споредба со руската, беше преубав концерт. Исклучително. Ама во таа активност нели во Москва, во Русија, во нели тој театарот за опера и балет. Јас потоа бев дел од театарот Сперански, тоа е театар при Академијата Гнесин, каде што и бев стипендист, студирав 5 години, односно магистратура и потоа докторат. Ама и професоруваше едно време, ми се чини, нели, паралелно, додека беше таму. Да, многу работев паралелно. Не сакав од ништо да се откажам. Тоа некако, тоа ми е јадрото, се сакам. И пробувам се да направам, многу работи успеваат, од многу работи свесно знам да ставам кочница, затоа што сепак треба да се ставаме и себе си до некаде меѓу првите редови. Тоа е сепак добро прашање на енергија, можеби, или не знам. Меѓутоа, кога некој професионално се бави со оперско пеење, мислам, претпоставувам дека треба многу жртви и насоченост во на што се работи, дали се работи коректно, дисциплина пред се. Дисциплина, да. Треба внимавање, треба работа на вокалот, на техниката, постојано учење на нов репертоар. И одрекување, можеби некој, нели, сепак се работи за физичко нешто. Да, во мојот случај не беа тоа одрекување, ако мислиме на пороци, јас никогаш не бев, не ме привлекува пороци. И да, јас можам да се напијам чаша вино и ден денеска, тоа апсолутно не е порок, ама немав ја таков проблем да морам да се присилам себе си да се одречам од нешто. Нема колку треба да се внимава, нели? Треба да се внимава. Конкретно за Москва беше уште потешко, затоа што знаеме дека Москва е многу ладна, затоа што во Москва првин вее снег 6 месеци од годината, а уште по 2 месеци пред и после снегот е многу ладно. И гласилките се само еден мускул кој што е изложен на таа температура. И мора од тој аспект да се внимава пред пеење, после пеење. Ама тоа некако влегува во навика, да ти станува начин на живење. Конкретно немав потешкоти за одрекување, за дисциплина. Дисциплината ми е скоро па моја второ име. Да, апсолутно. Таа некако ме води низ животот. Да не беше дисциплината, веројатно не ќе бев тука каде што сум сега. Дефинитивно, особено за работата која што ја работиш. Така и во манекенството. Мислам, јас и не само оперски пејач, јас во моите млади години многу знаат дека
Јас се занимавав и со моделство и манекенство, паралелно. Да. Ама и водителство и сите тие, нели, визуално-медиумски, нели, активности. Сето тоа ми е толку блиско, толку сродно со мојата автентичност. Се чувствувам лагодно, пријатно на сцена, пред телевизија, пред светло. Веројатно ти придонесува многу во однос на нели, она што се нарекува сцена оперска. Да, апсолутно. Манекенството толку многу искуство, ми го збогати искуството во смисла слобода на сцена. Потоа контрола врз своето тело, што е многу битно да се совлада, поради тоа што тоа е последната работа која што треба да те на ум дори ти изведуваш некоја улога. Затоа што операта сепак е најкомплексната форма, музичка форма, затоа што тука е и драматуршки треба да се изразиш. Да. Тука ми помогна манекенството. Потоа и водителството ми помогна со сценскиот говор, со правилната и чиста дикција. Така да, некако се универзумот Бог си ги местеа коцките едно по едно, а секогаш дозволував. И секогаш се трудев, пак ќе се повторам, да бидам автентичен. И кога работев како манекен, бев улога на манекен. Кога работев и како се пробав и во водител, бев апсолутно посветен на тоа. Кога бев на сцена, кога работев како оперски пејач или бев во студио на проба, апсолутно ти давав сите тие особини од мене, тие квалитети на еден пејач. Ама крај на краевите, кога ќе собереш од секој еден од овие правци, сите даваат само една полза за сцената. Тоа е веројатно прашање на професионализам. Ако си професионалец во едното, ќе бидеш и во другото. Иако многу често кај нас се среќава да го работам моделството ради хоби, што апсолутно не знам, абсурдно, затоа што ако работиш нешто, го работиш до крај професионално, нели? Добро, може би некој да рече може да каже некој, нема да осудам дека сум го работел манекенството како хоби, затоа што најпрофесионалните ангажмани јас ги одбив. Ама ги одбив затоа што јас знаев дека сакам да бидам пејач. Манекенството беше еден чекор кон тоа што сум сега. Нешто кое што многу научив, нешто за кое што сум многу благодарна, затоа што во студентските денови тоа ми носеше финансиска слобода на мене. Да не заборавиме таа страна, многу е битно за еден студент да има подработка на страна, да студира. Тоа беше многу леснително за мене и затоа сум бескрено благодарен. Не го заборавам тоа никогаш. Бев максимално посветен, иако не отидов предалеку. Во смисла колку што ти дозволувала, нели, околностите, предпоставувам, да. Можеше, имав понуда и да продолжи тоа надвор од Македонија во Белград. Ама требаше да се жртвува. Требаше да се остават студиите, не бев спремен на таков чекор, на таков компромис, не. Да. Ама затоа остави белег на она што се нарекува македонска модна сцена, нели, еден од ретките ликови кои што се паметат. Предпоставувам, тоа е заради професионализмот кој што се внесува во тоа. Да не пропуштиме прашањето на што е првично за твојата дарба и препознавањето на твојата дарба, нели, она што ти е од Бога дадено. Како го распакуваше тој подарок од Господ, нели? Па први, најбитното, мислам дека правилно дојде до мене тој начин на тоа распакување, тоа е освестувањето што е дадено. Кога стана свесен всушност, нели, за својот и дека тоа е твојата судбинска определба професионално. Кога станав свесен, немаше момент пресвртница, затоа што апсолутно како што кажа отпакување, така ми се отпакуваа работите едно по едно. Но нешто за кое што сум многу спокоен во денешен ден е тоа што не дозволив да спознавањето за тие таленти или дарови од Бога да ме понесат на друга страна, односно да попречат во мојот развој како човек, во моите морални вредности, во што е битно во животот, односно образованието, потоа работата на самиот себе,
потоа задржувањето на автентичноста, на ценностите. И затоа таа работа на себе ме освести дека сите овие дарови ми се дадени за да ги искористам во служба, тоест да ги искористам и да служам со тие дарови, односно манекенството, јас не го искористив за себе. Имаше резултат, нели, финансиската страна, ама тоа беше... Ама исто нешто што го носиш како Ама сето едно беше, така, сето едно беше некако во служба на народ. Пеењето на почетокот, јас не бев со крената глава и не давав некои вртоглави суми за концерти, јас пеев бесплатно до текот на годините на моето студирање. Ама тоа е многу битно да се освестат оние работи кои што ти се дадени од Бога и да ги искористиш правилно. А особено е тешко кога талентот не е еден. Имав не раскрсница, туку раскрсница со многу насоки, каде што се прашував пеење, манекенство, водителство, актерство, јас се пробав и во глумата. Па добро, ја преската, нели, настапи се... Тоа е се едно. Се пробав и во менаџерски води, се пробав и како преведувач, сватив дека јазиците ми се уште една многу голема љубов. Се пробав и во човечката психологија, се пробував и во малце рчнав и од квантната физика, и од природните законите на привлекување, на поларитет. Многу теми рчнав, ама се со намера да бидам подобар од вчерашниот јас. Па тоа е љубопитноста е клучна, нели, во својот, она што се нарекува напредок. Да, ја по природа сум многу љубопитен човек, ама некако бев и другата страна многу трпелив. И мислам дека таа трпеливост ми помогна да се распакувам правилно, пополека. Сега, некои кои со толку многу дарби, со толку многу успеси, да кажеме, може би би се очекувал некаква надменост, меѓутоа ти понатаму зрачи со скромност. И не скромност во однос на, нели, она што се нарекува професионална тенденција, туку баш скромност во она што е човечко. Па, се задржав таа скромност свесно. Од и денеска, извини, скромноста се сваќа како хендикеп, како, не знам. Да, скромност во мера, ама и треба да се знаат моментите кога треба да се застапиш за себе си, кога треба да кажеш не. Мислам дека сите тие моменти на мене ми се освестени. Тоа ми беше битно на мене, затоа што јас како дете имав тенденција да бидам многу скромен. Ама природата ти е таква. Природата ми е таква, тоа го знам, и енергијата ми е таква, и во моето обкружување ретко да најдам на некој кој што би бил поразличен од мене или би сакал нешто да ми науди на некаков начин. Мислам дека толку имам спокојна енергија, која што веќе јас ја чувствувам, ја освестувам, да едноставно не допираат другачи поинакви работи до мене. И ја знам дека поседувам скромност и ја користам правилно кога е потребна, кога заминуваш како многу млад човек во далеко во странство да живееш, да учиш, мора да ојачуваш, мора да знаеш дека скромноста можеби ќе боли. И имаше една фраза што ми ја кажа мојата колешка, професорка, Москва не верува на солзите. Од филмот, да, легендарниот филм. Да, Москва слезам не верит на руски. И таа флоскула, таа фраза ми беше инспирација да продолжам да бидам цврст, да бидам јак, затоа што не е лесно да си толку далеку, толку млад и во толку блиска, толку страна земја сепак. И тука е, нели, прашањето како во една таква студена атмосфера, една топла балканска душа успева да се прилагоди. Да, јас имам и уште една карактеристика, лесно се адаптирам.
Сум камелеон по природа, јас живеев во Москва 5 години, функционирав и се понашав како русин. Живеев во Атина 4,5 години, живеев, се понашав, се чувствував и како грк. Работев и во Италија, бев на договор 3 години, дури таму почнав да ги примам сите гестикулации италијански, така се чувствував. Да, моја карактеристика ми помогна да преживеам далеко од дома. Што не е едноставно во секој случај. Па не, или го имаш или не, ако доколку немаш, не знам дали би можел да се постигне тоа. Веројатно може, се може да се сработи, да се дојде до нешто, само треба веројатно многу издржливост и многу работа. Кај мене некако беше тоа природно. Од тука јазиците веројатно. Добро, едно е музичкото уво. Јас кај да отидам се користам со локалниот јазик. И тоа е талент на чувството. Да. Добро, музичката академија кај нас и средното школа си ја заврши својата работа. Ние изучувавме 4 странски јазици. Како еден комплетно пејач, академски пејач, мора да имаш познавања, макар фонетички, од италијанскиот, германскиот, тие се потребни јазици за пеење. База некако. Така, да. И потоа јас навлегов подлабоку. Добро, живеев во Русија, го изучив јазикот и ми стана мајчин јазик, да последните 2 години бев и асистент на факултетот, да дури почнав да го губам акцентот и сите ми велеа немој, македонскиот акцент да го губиш, не сакал, тоа се случува. Така и во Грција, после 2 години интензивно учење на грчки од година и пол дена, јас веќе почнав и да водам и свој шоу. Да. И тука малце ти парирав со твојата работа на грчки. На грчки при тоа. Тоа е фантастично. Да. Многу интересно, што се када како всушност еве работеше нели и во Атина и во Италија. И како првично сакам да те прашам за ова московската школа. Една од престижните. Колку таа ти придонесе, што нели од сето тоа понесе како искуство, како знаење? Многу еден полн куфер со знаење и со животни искуства. Први Москва ме ојача од дете, станав самостален, цврст човек. Москва ме изгради како човек. Затоа што тука во Македонија живеев, не во Македонија, секој ден кога живее со семејството, живее така во еден во комфортна зона, да, живее под стаклено звоно. Јас бев секогаш и чуван, и сакан, и сум израснат во едно хармонично семејство, исполнето со љубов. Јас никогаш не знаев за караница, јас никогаш не знаев за некој друг вид на непријатности во дома или домашна атмосфера. То всушност кога излезеш во надворешниот свет баш и не е. Да, и затоа не е случајно што ми се случи таа Москва. Таа Москва мораше да ме научи многу работи покрај тоа што мислам дека таму се уште се останати оние вистински вредности за образование. Се уште се останати многу навики од Советскиот сојуз кои што диктаторски ги држат студентите без многу слобода. Тоа мене ми се допадна, затоа што знаев дека само тоа ќе ме научи на дисциплина, тоа што го имам до ден денеска, на издржливост и истрајност, трпение. Ми ја продлабочи, руската душа е многу длабока, моралот на русите е исто така на многу високо ниво. Тоа го научив од нив. И сето тоа што веројатно придонесува кога истапуваш во западниот свет, како привилегија некаква. Па е привилегија. Сите, затоа што јас бев во Москва, имав подпишан договор со италијанскиот театар и секое лето поминував 2 месеци таму во Италија. На мене се гледаше дека гледа поинаку, како некој што се образува во Русија. Беше голем, беше од големо значење за луѓе. Се уште се цени нели во светот. Таа школа референтна е. И јас ја ценам затоа што знам како беше и колку беа строги. И не знам
дали би можел секој за нас, ние сме топла душа, кај нас системот, луѓето работат поинаку. Во Русија се работи низ призмата на тешка љубов. Колку и да професорот те почитува и те сака, никогаш нема да ти ги даде најпозитивните коментари, затоа што знае или се плаши, или навиката има таква, да доколку ти го добиеш тоа, тука ќе застане. Да добиеш мала доза на позитивен коментар од ментор, од професор, од диригент, тоа беше ден за славење. Па така и мотивацијата, нели, се расте. Да. Ми беше тешко да го сватам на почетокот, затоа што кај нас, кога ќе направиш мала, но добра работа, куражот беше ти дава сила, ти дава ветер, дека тоа е добро, така продолжи, така работат на мотивација. Во Русија беше спротивно на почетокот, не знаев ни јас дали е тоа или сум јас или не вредам воопшто, или не знам да пеам, не знам не разбирам ништо од музика. Далеко од тоа. Или ќе те скрши, или ќе те очеличи фактички. Кај мене отиде во права насока, очеличи. Ме очеличи да знаеш, да си ги задржиш сепак правите вредности и да не дозволуваш такво влијание да те бутне, само да те ојача. И во принцип се во животот. Се е потенцијал кој што ти ќе го искористиш на начин како што сакаш ти. Или ќе дозволиш да те бутне и обесхрабри? До карактерот, веројатно, не секој пристапот на одреден карактер како на кој му функционира. До карактерот, но доколку постои желба, може и да се поправат работи во карактерот. Освестување на крајот на крајот. Пак некако се врти се во тој еден затворен ланец круг. Пак се доаѓа до освестување, доаѓа до работа на себе. Да. Што се случуваше во Атина? Јас во Атина ми се сврти животот уште еднаш за 360 степени. Атина се појави тогаш кога на нас музичарите ни беше најтешко, најмачно, тогаш кога музичарите први настрада, односно нели во пандемијата. Прво што се затвори, тоа беа театрите. Музиката беше таа прва што стивна. Односно настапите во живо. И тогаш се решив да ги искористам другите таленти, односно јазиците, менаџерските способности, камерата, јавниот говор и модата. Нели, како првично. Дур бев во Русија, јас паралелно подработував како студент, како што подработував во студентските денови во Македонија со манекенството, така во Русија подработував како преведувач. Ги користев јазиците кои ги знаев, учев мали дечиња, учев музика, учев јазици и така ме најдоа за италијанско-англиско-руски преведувач, една компанија од Грција, која што низа на перипети, короната, пандемијата, ме насочи натака, ја припратив нивната понуда, затоа што ретко кој добиваше понуда за работа во време на пандемија. И така од привремено кажување себе си 1 до 2 години, се враќам на музиката, станаа 4 години, музиката никогаш не ја оставив, се посветив на таа менаџерска работа и паралелно како слободен уметник настапував. Не ја заборавив Македонија, јас никогаш во никој случај. Се враќав годишно минимум 2 пати и организирав концерти. Тие концерти сите беа во Куманово, затоа што сум јас кумановец и горд кумановец, таму живеам. И најлесно беше да се изменаџира од странство концерт во свој град. Затоа што луѓето те познаваат, ги познаваш и сите тие концерти беа one man show. Јас доаѓав со спремен проект во раце, во глава, седнував на клавир, отпејував, се ја свирав придужбата сам, го спремав медијата за екраните си ги спремав јас и така одржував концерти само за да останам и за да не ме заборават макар моите кумановци. Да, не се случуваше нешто посебно, нели, на
оперската македонска сцена. Не, на За жал. оперската македонска сцена не, затоа што сепак Што мислиш, треба да зошто си е тоа? тука. Ме прашувате зошто кај мене не се случуваше ништо? Да, зашто ангажмани, мислам, не. Јас Ако бев веќе тука јас бев неактивен затоа што не бев присутен. Дур бев во Русија, јас бев повеќе присутен во Македонија отколку изминативе 4 години. Јас не бев присутен тука. Работа во Атина која што работев изискуваше многу од моето присуство. Многу патував, 6 држави 2 пати годишно посетував, по една недела, тоа е многу од своето време, а секој еден одмор јас доаѓав во Македонија да си ги видам своите, да си ги видам семејството и пријателите, така да и изликувајќи од тоа многу малку остануваше за музиката. Музиката беше присутна во дневната соба, со клавир, со гитарата моја, со професорот мој во Атина со кој што работев. Така одржуваше кондиција, Да, јас си одржував кондицијата затоа што сепак тоа е моето јадро. Тоа сум јас посветив, го посветив. И толку многу кога си имаше дадено во сето тоа, мислам. 5 години во Русија, претходно јас завршив основно музичко, средно, факултет, работев хонорарно во македонската опера и балет. Но тоа се многу работа, труд, вложени, жртва и немаше опција кај мене да се откажам. Тоа што јас не бев активен на сцена, имав моменти кога се колебав и ми беше жал, но знаев дека е момент. Дека е момент, дека е период, дека не е вечно. Дека нема да биде вечно така. На крајот им речете, наистина си многу млад, а толку многу имаш до сега искуство, нели, и се тоа пред тебе престои уште многу. Дај Боже, како викаат, од ваше уста во Божји уши. Веројатно и работиш, нели, да работам на себе, работам. Еве сега сум тука и во Македонија и за моја голема радост и за македонците, наскоро си се враќам во својата матична земја, во својата татковина и не постои нешто, затоа што не постои нешто што ќе ме предомисли првин, затоа што знам дека моментот е сега. И не постои нито еден коментар кој што ќе ми направи да се чувствувам поинаку, затоа што предпоставувате што може да очекувате да слушнете кога ќе соопштиш на некој. Се враќам во Македонија. Да, секогаш е тоа прашање. Ај сега сите бегаат, некој се враќа. Убаво е да замине човек во странство. Убаво е да си направиш паралела со западот, со истокот, кој каде одбере. Убаво е да се направи паралела, да се види како живеат другите култури, другите народи, да научиш еден јазик, да ја прекршиш својата традиција, своите навики. Но, слушнав еден умен човек, рече, не случајно си се родил во Македонија. А уште еден мој драг човек, еднаш многу одамна рече, врапчето пее таму каде што му е гнездото. И така има некои фрази кои што вака се провлекуваат низ мојата глава и тоа се веројатно и верувања и некако и се ми кажуваше дека колку и да сум одсутен, каде да живеам, сепак се тоа го правам за да дојдам еден ден во Македонија и да можам и знаењето и искуството да го пренесам на младите. А и еве на некој начин да потегнам прв да се вратиме назад. Сам мислам веројатно и тоа е излезот, нели, од оваа сега моментна мрачна ситуација, дека буквално луѓето кои што, нели, го имаат целото интернационално искуство, глобално и знаење и потенцијал, дека ќе дојдат и ќе го вложат тоа сето овде. Именно тука во својата држава, Не постои посладко од говорење на мајчин јазик, од поминување на време со луѓе со кои што си израснал, луѓето кои што го знаат детето во тебе, луѓето кои што те имаат прифатено таков каков што си, луѓето кои што останале до тебе, лојални,
во текот на сиве овие 10 години во кои што јас бев одсутен од државата. А нашето пријателство, нашите односи, пријателско-семејни односи, не се поместија ниту чекор. Тие луѓе останаа до тебе. За среќа Не имаш постои. такви, така? Имам, за Луѓето голема се среќа, изменија во меѓувреме. за голема среќа имам преубав круг на пријатели, кои што многу ги сакам, кои што исто така добивам многу љубов и семејство со кој што сум многу близок, со кој што живееме хармонично и мислам дека вреди. Вреди да се ризикува да се остави, а јас самиот знам што оставам од каде што доаѓам, за да се вратиш да живееш во својата матична, во својата татковина. Светам. Да. Јас заминав од Македонија со мислата одам за да се вратам со полн сознаење, полн со искуство. Да. Затоа што не знам како ќе звучи на јавноста. Да се успее во Москва, некако ми беше добро, во ред, ќе успеам со работа, со аудиции, ќе успеам. Да се успеа во Атина како македонец и тоа го доживеав. За 4 години го достигнав врвот, го достигнав тој максимум, каде што јас лично сметам дека тоа е максимумот и не би сакал да одам понатака. Но да се успее во Македонија, во својата земја, Како велат, кај никој не е својот пророк во собствената земја. така, мислам дека тоа во моментов е време за мене и во моментов тоа ќе биде мојот најголем предизвик и следен чекор. А немаше да дојдам до овој чекор ако не го свртев светот, тргнувајќи од Македонија за да се вратам во Македонија назад. И затоа ми е исклучително драго што 10 години, да, бев сам, бев без тој круг на луѓе кои што ги споменав сега, ама вредеше. Вредеше. Добро, за среќа на сите нас, нели, она што Дај Боже, дај Боже, со таква љубов се извинувам што ве прекинувам, со таква љубов се враќам во Македонија, со таков ентузијазам, да еве веќе последниот месец, два, јас сум многу често, затоа што процесот на враќање е потребно да сум тука. И до сега не се случи нешто што силно ме турна да се предомислам. Така да веројатно нема. цврсто сум решен. Да, има и зошто, веројатно. Ангажманите веќе се најавени, нели, како што обично бидува кај вас. Ангажманите се Оперските пејачи. полека почнуваат. Еве веќе на 14 октомври настапувам на јубилеј на моја драга колешка. Таа слави јубилеј во Македонската опера и балет во фајето. Поканувам, ќе настапам како гостин со една руска романса, затоа што пак сепак првенците на операта имаат предност, солистите, се надевам и јас еден ден ќе бидам дел од таа група. Но како гостин ми е особена чест што ќе застанам на сцена раме до раме со сите мои колеги. И да се представиш на македонската, нели, публика, затоа што сепак за овој период, нели, беше одсутен. Бев Така да одсутен, не има баш увид, нели, во она што си ти како потенцијал фактички. Затоа велам и представата на, нели, сепак допрва она што се нарекува ангажмани, представување, да. Што мислиш за сега колку имаш увид во она што се македонските млади, што мислиш дека да, веројатно со своето искуство и знаење ќе придонесуваш, нели, во нивната едукација и сето она што е. Првин Што мислиш дека недостасува фактички? Што недостасува кај македонската младина? Не знам дали можам да сум компетентен момент, да нели, што кажам. го зборуваме дека сите сакаат, нели, да побегнат. Дека сите сакаат да одат надвор. Еве можам да кажам од моето искуство, не можам да кажам што недостасува кај младите луѓе во Македонија, затоа што самиот не живеев во Македонија. Ама тоа што можам да им кажам, доколку имаат голема желба да одат, нека не се колеба никој, нито не се плаши.
да замене во странство. Да, можеби ќе биде поразлично, секој си ја гради својата приказна на свој начин, ќе биде поразлично секако, нова средина, нови навики, ама во секој случај нема да изгуби ништо. Напротив, само ќе добие работи. Ако ништо друго, ќе го има тоа Искуството. тоа подглави во животот, искуството. Бев пробав. Не ми е жал, не ми е криво. Да. Затоа што верувајте ми, мислам дека поголем би им бил теретот. Тежината, не пробав. Зошто не пробав? Можев. Ако не пробаш, нема го да направиш. знаеш. Така е. Отколку да па макар да кажам пробав, но не успеав. Не е се до успехот. Не е се од успехот. Заменувањето во странство не е успех. Успејувањето во странство не е успех. И сега сваќањето на тоа што е успех и неуспехот, знаете ли да биде да се претвори во нешто што е понатаму успех. Да, и кога веќе зборуваме за успех, можеби ова би го кажал на секој еден млад човек. Првин, нека си ја најде дефиницијата за успех. Не секој има иста дефиниција за успех. Не секој една единка го гледа успехот поинаку. На некого успехот е да работи, да заработува, да не работи. На некого успехот, како на многу млади денеска, е да бидат познати. На друг успех е да основа семејство, да отвори бизнис. Секој треба да си ја утврди, уточни дефиницијата за успехот. И нека тргне од таму. А за храброст, храброста доаѓа само по себе. Направи го чекорот, храброста е тука. Веднаш, раме до раме. Том го направиш првиот чекор, нека не се колебаат ниту тронка. Храброста е веднаш до тебе. Како било тоа, среќата ги прати храбрите? Никако така. И храбрите ги прати среќата. Нема, мислам дека нема тука една конкретна формула. Тркни, пробај. Секогаш има кај да се вратиш. Секогаш може да се вратиш дома. Да. Јас тргнав со намера да се вратам дома. Мислев дека тоа ќе биде 5 години во Москва, па ќе се вратам, ама универзумот имаше друг план. Беа 5 години Москва, потоа уште 4 години Атина. Секој си го пишува, си ја пишува својата книга, така да млади не се плашете. Пробајте во животот сега, дур сте млади, за да не, може би во камера требаше да кажам, за да не ви биде криво подоцна. Затоа што пак ќе сакам ова да го повторам. Тежината е поголема на каењето. Тежината на каењето е поголема отколку, не знам, решителноста, храброста. Со сите своји карактеристики, ако некој знае точно дефиницијата на оно што се нарекува джентлмен, односно господин во ранешни времиња, ти ја заслужуваш, нели, апсолутно го заслужуваш тој епитет. Како ти гледаш на она што е терминот джентлмен? Джентлмен. Пак со своја дефиниција. Джентлмен за мене е човек. Джентлмен први не треба да се држи до она социјално намената формула што треба да биде еден маж. Затоа што мажот може да биде и чувствителен, мажот може и да пушти солза, мажот може и да сготви ручек на жената, мажот може и да го исчисти домот. Мислам дека што повеќе епитети, што повеќе способност за како да го сорочам ова, што повеќе не себе ограничување, мислам дека толку човекот е поголем. Сепак постојат нели основни бонтон правила на еден джентлмен, тргнувајќи од изгледот, грижата за себе си. Што се, нели, физички активности, меѓутоа суштината, нели, емпатијата, грижата за другите, сосема контра од она што генерално ми се чини дека денеска го потретпираат повеќето како джентлмен. Да, Само физичката експонираност. Може би денеска малку се искривени тие
тие верувања што треба да поседува еден джентлмен. Еден джентлмен не треба не е само да поседуваш одреден број на кошули и одела. Напротив, тоа е последното на листата. Првин, мислам дека треба да поседуваш чиста свест, емотивна интелектуалност, а тоа се добива само со работа на себе. Давање на одговор на луѓе или себе изразување со 100% сигурност можеби најбитното е автентичноста. Автентичноста, што и да е, но секогаш свој, секогаш автентичен. Да не се глумат она што се очекуваат. Глумењето се познава. Глумењето е на краток е патот на глумењето, да го оставиме тоа на глумците. Глумењето не треба да се глуми во животот, треба да се ужива, да се биде благодарен за сето оно што го имаме. Не знам, пак секој има своја дефиниција за джентлменство. Тоа би било мојата дефиниција. Да се задржи автентичноста, да се задржат тие морали, тие ценности кај човекот, почитување на пријателите, на семејството, на саканиот. И тоа се вклучува. Вистинските вредности. Тие вистински вредности мислам дека го прават човекот джентлмен, го прават човекот добар човек, да знае кога да каже да и зошто, да знае кога да каже не и зошто. Мислам дека не е толку лесно да се набројат само работи или да се каже дефиниција ова и ова е джентлмен. Затоа што може апсолутно да бидат джентлмен два различни персони, карактери, личности, а сепак секој е вреден на свој начин. И честноста, да не ја заборавиме, многу е подценета во денешно време. Јас со сигурност можам да кажам дека ти си репрезент на она што можеме да го кажеме со сигурност джентлмен. Фала ти. Ако штом доаѓа тоа тебе, дефинитивно ќе го прифатам тој епитет и благодарам. Сакав да додадам на ова нека можеби ако е тоа веќе така, нека биде ова еден пример до младите. Нека се трудат сепак. Јас разбирам, кул е да се биде млад, кул е да се биде фаца во градот, ама и тоа поминува. По-кул е да си джентлмен затоа што тоа станува за цел живот. Тие некои особини стануваат за цел живот. Јас сум особено благодарна на овој муабет денес, затоа што во некои прилики знам да бидам и критичар и да опоменувам на некои работи кои што не се во ред. Па знаат и да кажат дека дајте ни позитивни примери да останели ја критикувате. Еве, ова е денес еден позитивен пример. Сега веќе ќе можам да се вцрвенувам. Ќе се вклучи скромноста. Затоа велам сум благодарна на муабетот тоа што еве даваме еден позитивен пример на младите и дека можеби нешто ќе потикнеме. Дај Боже, јас се надевам дека ќе го стават фокусот на доброто, ќе го стават фокусот на она што може да го извлечат. Да се критикува, може да се критикува секогаш, ама и треба да се дојде до моментот да знаеш како да примиш критика. Можеби некогаш критиката, кога ќе дојдеше до мене, затоа што не знаев како да ја примам, можеше да боли многу, можеше да влијае спротивно од инспиративно, нели? Ама во денешен ден да слушнам критика, особено од човек кој што е, нели? Па тоа е важно, од кого човек кој што ти е репер, човек чии што особини можеби би сакал да дојдеш до нив еден ден. Особено од таков човек, критика во денешен ден за мене и за мојата личност е добре дојдена. Дори кога некој ќе ми каже не и мислам дека кај тебе ова и ова треба да се доработи или да се достигне,
тогаш верувате ми со два пара очи и со два пара уши слушам. Сепак нормално после мора да процениш дали тоа е така мислам дали тоа е вистина и дали можеби треба да размислиш да го поправиш тоа, ама критиката е добре дојдена. Да, во тоа е големината на оној кој што умее да ја разбере и тоа е разликата помеѓу критиката. Секогаш е добронамерна критиката за разлика од критицерството. Тоа е и разликата. Да, критиката е за да те направи подобар. Така. Треба да се критикуваат и треба да се внимава од кого се прима критика. Така е. Тоа е клучното. Да. Ти благодарам, Дарко, на денешниот инспиративен разговор. Вам ви благодарам. Срцето ми е полно што бев дел од подкастот. Се надевам ќе се гледаме за убави работи. Сигурна сум, Да, еве лично сакам да ве поканам да дојдете на концертот на 14 октомври и здравје Боже од ноември. Очекувам и манекенски ангажмани, така да ќе... Дај може да се повтори една некоја таква реклама или нешто друго. Не реклама, мислам дека веќе кога си тука треба да те искористиме. Тука стојам на располагање на Македонија, на македонците, се во служба на својата држава и својот народ, својата татковина. Супер, те благодарам. Благодарам и вам. И вам ви благодарам за денешното внимание. До следното.